Во 2020 година рековте, дај Боже сите да бидеме како Заев. Пак се Колку враќаме на истото гордо одговор. тоа звучи. Лицемерно беше од ваша страна или го мислевте? Лицемерно. Можам да кажам политички лицемерно за еден политичар, не за граѓанин. Јас со тоа добив проект од 1,5 милиони евра. Значи една реченица Една од реченица, мијал... 1,5 милиони евра проект. Би го земал проектот во интерес на граѓаните. Ви кажа Заев да го кажете ова или како се договоривте? Не, ако би го кажал, тоа немаше да го кажа. Како ви дојде идејата? Еве, наистина не ми е јасно, би сакал да знам. Затоа што проектите кои што беа 35 милиона евра беа претходно поделени, кога општините Кавајац се обрати, беа веќе затворени сите работи и кога успеав да исконтактирам како градоначалник со премиер, замолив да бидам во тој дел. Му викавте и господин на Заев додека Мицковски го... Баба ми Бог да ја просте, татко ми покоен кога гледаше телевизија, уште 89 година, ја бев дете 10 години, и кога ќе кажеше погрда збор за некој политичар, баба му викаше: "Синко, тој ти е председател. Има ти да си го почитуваш." Толку. Значи вие по таа инерција моравте да викате Што да господин. правим? А сметате дека е господин Заев? Заев сега можеби не е господин, како премиер и функција титула премиер бил господин. Зошто можеби не? А сега не морам да му се обратам со господин. Му се спанам, ако има можност и да како сте господин Заев. А господинот му викате пак? Али сепак и повозрасен од мене и се. Джабе, што вие го викате господин, викавте дека дај Боже сите бидеме како Заев. Во 2017 година истиот тој Заев со полиција ве апсеше и ве предресуваше. Токму на влесот Скопје. Значи, господине Митко Јанчев, вашите калкулации во пракса